Во ова издание се урна украински патнички авион во Иран. Нема преживеани. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во Вашингтон. Договорот од Преспа едно од темите на средбите во САД. 18 дена на отворено море преку Атлантскиот океан со едрилица. Банкарот Боријан Пановски го доловува искуството за гласот на Америка. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Во овие моменти претседателот Трамп се обраќа за најновата напнатост во односите САД-Иран, особено по синокешниот напад со балистички проектили врз база во Ирак, каде се стационирани американски војници. За акцентите од обраќањето на Трамп за најновиот развој на настаните, следете не преку социјалните медиуми на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Сега одиме на почеток со вестите. Иран истрела повеќе од 10 балистички проектили врз 2 ирачки бази каде се стационирани американски војници, чекор што доаѓа откако иранските лидери се заканија дека ќе извршат одмазнички напади против САД, откако во воздушен напад беше убиен вишиот ирански генерал Солемани. Иранскиот врховен водач Ајатолахот Али Каменеи ги окарактеризира нападите како шлаканица по лицето и антикоруптивното присуство на САД во регионот треба да биде окончано. Иранскиот претседател Хасан Рохани преку Твитер напиша дека иранскиот конечен одговор за убиството на генералот Солемани ќе биде протерување на сите американски сили од регионот. Неколку часа по нападот, претседателот Трамп преку Твитер направи баланс на повредените и предизвиканата штета, оцени дека засега е добро. Напиша: имаме најмоќна и добро опремена армија во светот. Канцеларијата на ирачкиот премиер објави дека нема жртви во редовите на ирачките сили и оти нема извештаи за загинати и повредени меѓу коалиционите војници предводени од САД. Украински патнички авион се урна кусо време по полетувањето од меѓународниот аеродром во Техеран. Нема преживеани. Иранските државни медиуми јавија дека Боингот 737-800 пренесувал 170 патници и членови на екипажот и летал кон Киев. Властите ја истражуваат причината за уривањето. Државните медиуми јавија за механички проблеми на авионот, но се уште нема официјална потврда. А грчкиот премиер Кириакос Мицотакис е во посета на САД. Повтори дека е разочаран од ветото на Франција за пристапни преговори на Северна Македонија во Европската унија. Додаде дека Грција ги поддржува промените во европскиот процес кои ќе ја доближат државата до ЕУ. Повеќе има Милена Георгиевска. Се уште имаме проблеми со договорот од Преспа, особено со трговските марки и одбраната на брендот македонски, рече грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пред вчерашната средба со председателот на САД Доналд Трамп. Им помагаме на компаниите да го заштитат брендот и ќе работиме во таа насока систематски. Но истовремено кажавме дека ќе го предводиме интерес кај северниот сосед да биде земен во предвид, потребен ни е отворен пристапен процес со ЕУ. Не треба да им ја треснеме вратата пред лице. Мицотакис повтори дека е разочаран од ветото на Франција за пристапни преговори на Северна Македонија. Тој додаде дека Грција ги поддржува промените во европскиот процес, кои ќе ја доближат државата до Европската унија. Some progress has been made looking at the process itself and whether we can make changes to the process. Направен е прогрес досега во врска со промените кои би можеле да се направат во процесот на пристапување. Се надевам дека во мај во Загреб, Франција, Данска и Холандија ќе ги преиспитаат нивните одлуки. Тој истакна и оти Вашингтон и Атина сега имаат заедничка агенда да работат заедно кон зголемување на безбедноста во југоисточна Европа, преку интеграција на остатокот од Западниот Балкан во трансатлантската заедница. For 10 years we were too focused on our internal problems. 10 години бевме префокусирани на нашите внатрешни проблеми. Време е да се вратиме во регионот со напредна агенда. Оваа агенда беше тема на разговори со председателот Трамп. Двајцата лидери зборуваа за американски инвестиции во Грција, можност за купување воена опрема од САД, а ги спомна и акциите на Турција, кои Мицотакис ги опиша како провокација.
Трамп пак рече дека Грција направила голем повраток во регионот, нагласувајќи дека се очекува трговска соработка меѓу двете држави. Според новата стратегија, САД во Грција гледаат и клучен сојузник во спроведување на американската стратегија во регионот на Источен Медитеран. Представничкиот дом, а вечерва ќе присуствува на прием организиран од потпредседателот Мајк Пенс и државниот секретар на САД Мајк Помпео. Председателот Трамп и премиерот Мицотакис најавија дека ќе работат заеднички за унапредување на соработката, безбедноста и стабилноста во регионот. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон. А денешниот Ньюсфлеш го завршуваме со еден едриличарски потфат. Секој ноември од 1986 се организира преминување со едрилици преку Атлантикот до Карибите, во рамки на регатата Atlantic Rally for Cruisers. Почетното пристаниште беше Лас Палмас, Шпанија, се вплавуваше во Света Луција, Карибите. Годинава, дел од оваа морска одисеја беше еден македонец, кој ексклузивно за Гласот на Америка ги раскажа импресиите и доживувањата. Банкарот и пасиониран аматер едриличар Боријан Пановски, дел од 7-члениот екипаж на крузерот Бенето 57, долг 17 метри, наречен Истрија, беше гостин во Гласот на Америка. Македонец, што го преплови Атлантскиот океан во рамки на трансатлантската регата IRC 2019, која се одржува секоја година на крајот од ноември и околу 5000 километри. Боријан, за колку време го минавте Атлантикот? Регатата успешно ја завршивме за 18 дена, 12 часа и 51 минута од стартната линија во Лас Палмас на Канарските острови и финиш целната линија во Родни Беј на Света Луција во Карибското море. Интересно доживување, вели Боријан. Го истакна високиот морал на екипажот што го сочинувале македонец, двајца ирци, двајца американци и еден французин, иако издво една непријатна случка на отворено море. Најнапнато беше кога ни се скина главното едро во 3 сат после полноќ во мртва темница, кога мораше целата посада да отиде кај Арбол да покушаме да го извадиме, бидејќи имаше огромни таласи. Боријан објаснува како ротирал шестчлениот екипаж. Поделени бевме во две групи. Јас бев раководител, да кажам, капетан, тоа се вика watch captain, на една од групите. Бевме поделени на 4 сата, на 4 часови преку ден и на 6 часови преку ноќ, што дено можда вака изгледа долго, меѓутоа имаше ситуации кога членовите во групата може да се одморат. До сите пријатели во Македонија и гледачите на Гласот на Америка од центарна. Преминувањето преку Атлантикот и отвореното море изобилува со несекојдневни гледки, но и мигови за закуска директно од океанот, како свежа туна. Што дека се случи кога некој падне во вода, биќе тоа е една од најголемите опасности што може да се случи кога сте на такво едно патување, бидејќи шансите да ве пронедат или спасат се минимални, посебно ако се тоа случи во ноќ. Така да секогаш го имав тоа на ум. Секогаш кога требаше да се работи нешто на палуба и напред на бродот, бев врзан дупло со сите појаси за спасување и све што треба, бидејќи само мислев не да Боже нешто тако да се деси. Банкарот Пановски бил член на едриличарскиот клуб Менхетен од Њујорк. Пловел со едрилица во Ирското море, во Јадранско море од Истра до Будва, но и во Јужна Италија, Сицилија. Без размислување вели, пак би го минал Атлантикот. Повторно, само со едра. Боријан, ти честитам на потфатот. Тај ми благодарам на вас. Тука е крајот на Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојачиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледам утре.